Градежните машини и работници на конзорциумот Бехтел и Енка на 4 делници на коридорите 8 и 10 ќе влезат дури наредната година. Прва и најлесна делница од аспект на експроприација на земјиштето е Гостивар Кичево, а се очекува најдолго да трае постапката за делницата Требениште Струга Ќафасан. За неа државата ќе мора да добие мислење од УНЕСКО, бидејќи трасата поминува покрај Охридското езеро. Но додека стартуваат градежните работи на терен, институциите ќе треба да изодат подолг пат. Се чека исходот од вториот јавен повик за избор на надзор, консултантска куќа кој завршува на 17 октомври. Министерот Бочварски смета дека треба прво да се види дали ќе бидат успешни преговорите меѓу надзорот и Бехтел и Енка, а потоа да почне проектирањето. Делницата од Гостивар кон Кичево ќе оди по сосема нов терен и сметам дека таму ќе имаме можност, доколку нема многу земјиште кое што е приватно, да се оди со побрзо стартување на градежните работи, исто така и делницата Прилеп Битола, но и делницата Тетово Гостивар. Имотно-правните прашања се важни за да се отклонат со цел да градежните работи поминуваат непречено и да се работи непречено, така што очекувам најпрво да се изберат консултантската куќа и компанија, а потоа да се влезе во преговори со компанијата Бехтел. Додека се чека на новите автопатски делници за брз транспорт на граѓаните, но и на суровините и производите на компаниите, во земјава тековно се санираат сплечиштата на патиштата. Јавното претпријатие за одржување на регионални и магистрални патишта има пари само за тековно отстранување на помалите одрани, а доколку се појават поголеми со неколку тонски карпи, во тој случај чекаат експертско мислење, но и обезбедување на пари од државата. На автопатот Штип Миладиновци санирани се поголемите сплечишта, зашто државата потроши дополнителни 750.000 евра.